Внимание, внимание! Зборуваат граѓаните. На 24 април ќе биде првиот изборен круг за председателски избори. Ги преша некој млади каков председател посекува? Ајде ќе прашаме ние. Ели ви е важно кој ќе биде председател на Македонија? Да, треба да се изгласа. Моја гледна точка се не Важно е. Наискрено не. Не? Секако дека е важно, бидејќи Да. тој председател ја представува државата и на национално ниво и внатре во државата, така што треба да бираме квалитетни луѓе. Моментално нема да направи некоја голема разлика за тоа кој ќе биде председател. важен потека. А не? Иако не е као главен баш ко премиерот. Би требало да е тоа многу важно прашање. Повеќе ќе направи разлика која политичка партија ќе не застапува и чиви ставови ќе застапува, дали на гериатријата или на студентите. Искрено клучно е кој ќе биде председател и понатаму кој ќе биде премиер и останато. Всушност е народот. Тој што ќе биде председател е изгласан од сите нас. Каков председател посакуваш ти? Некој што има емпатија и разбирање за луѓето и некој што има визија и за наредните генерации. Некој што повеќе ќе се бори за младината. Младината се сепак иднината на нашата држава. Битно е да е представител да се залага за квалитетен живот на граѓаните. Да е представителен. Да, представителен да личи на нешто, да не се бругаме како држава. Треба да поседува и етички и морални квалитети. Да се бори за интересите и на државата и на граѓаните. Некој што може да си ги исполни ветувањата, а не само празни ветувања да има. Мислам дека треба некој што конечно ќе застане позади своите ставови. Треба да се заложува за поголеми инвестиции во високото образование, апсолутно. Некој кој што ќе се фокусира на младите во државата, некој кој што ќе се фокусира на високото образование, некој кој што навистина ќе инвестира во високото образование и ќе гледа да не бедаме од држава. Доколку ти би била кандидат за председател, што би ветила и што би направила? Прво ќе вратам егоиска Македонија. Би се обидела да наметнам повеќе обновливи извори на енергија, соларна, да се искористи еолска, хидро. О, не знам, тоа треба многу да се размисли заради тоа што не се што можеш да ветиш, можеш да го исполниш. Би ветила бесплатно високо образование пред се, би се потрудила истото да го отстварам, бидејќи не треба да е луксус. Квалитетен живот на младите. Да? Да. И ветил повеќе инвестиции, да се порасне економијата, да се варираат платите повисоко. Сметам дека треба да се направи иднина за нас. Не ми се кандидирала. Да? Никогаш? Нема возможно мете европски пат младите. Не само председателот, него сите до еден граѓанин во оваа држава треба да имаат една цел, да влеземе во Европска унија. Да? Сметате дека тоа е доста важно? Најважно. Внимание, внимание! Зборуваат граѓаните.